Почитувани панелисти, почитувани гости. Дозволете ми прво да ве поздравам и да изразам жалење што немам можност физички да бидам присутен на овогодишниот Скопје економски форум и повеќе да разговараме на оваа клучна тема за ЕУ и регионот. Во ова време кога сме сведоци на создавање услови и обид за нов геополитички поредок. Сега, кога стариот континент е соочен со безбедносна криза, нас како европјани најповеќе не интересира кои се следните чекори и каде и како ќе се движи Европа. Руската агресија врз Украина беше аларм за Европската Унија дека мора јасно и прецизно да ја дефинира својата стратешка политика и да направи план за европската перспектива на нашиот регион. Сериозните последици што руската агресија врз Украина ги предизвика на Балканот бараат поголем ангажман од страна на Европската Унија во регионот, а од нас бараат потврда дека сме на иста страна и на иста линија со нашиот стратешки партнер, Европската Унија, и дека сме кредибилен партнер на Унијата во заштитата на европските вредности, мирот и стабилноста. Она што е неопходно е испраќање сигнал дека Европската Унија останува и понатаму да има водечката улога на овие простори и тоа веќе се направи со одржувањето на самитот ЕУ Западен Балкан во Тирана. Унијата ја потврди посветеноста и најави на тамошен зголемен политички ангажман во нашиот регион. Ова е особено важно во време кога довербата кај граѓаните од државите на Западен Балкан за процесот на евроинтеграциите значително опаѓа, првенствено поради ставањето на страна регионот и долгото чекање пред вратите на ЕУ. Очигледно е дека Западен Балкан го има вниманието на Европската Унија, што секако е позитивна порака, дека европската перспектива на регионот е реална и предвидлива. Балканот е на реформскиот пат, посветен е на трансформацијата на општествата, но она што очекуваме е план за членство во Европската Унија. Јасната европска перспектива со точни и предвидливи датуми ќе делува како катализатор и ќе ни биде поттик брзо да ги спроведеме реформите, или фигуративно кажано, да понудиме навремени и квалитетни решенија за нашите обврски задачи кон него. Европската Унија минатата година ја направи историска за евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан. Северна Македонија и Албанија ги започнаа преговорите, Босна и Херцеговина доби кандидатски статус, а Косово поднесе апликација за добивање на кандидатски статус за членство. Оваа шанса треба да ја искористиме и да ја потврдиме европската перспектива со која ќе дадеме стабилност и просперитет на целиот регион. Одлучни сме да го постигнеме посакуваниот напредок на патот кон членството во ЕУ и процесот на преговори да ги изведеме квалитетно и брзо. Нашата крајна цел е да ја донесеме Европа дома, за да ја живееме Европа, а не само да зборуваме и да се надеваме на неа. Со Европската Унија ја делиме одговорноста и европските вредности. И како стратешки партнери заеднички ќе одговориме на сите надворешни влијанија, обезбедувајќи континуирана политика на проширување и обединување на Западен Балкан со Европската Унија. Можеме и на добар пат сме да успееме во тоа. Затоа ви посакувам плодна дискусија и успешен настан на Скопје економскиот форум.